Дека постои љубов на прв поглед, главно се согласуваат сите, но дека постои љубов за цел живот, тоа е нешто околу што постојат различни гледишта. Што се однесува до мене, јас знам дека и љубов на прв поглед и љубов за цел живот се реалност. Мојата реалност е меѓу мене и нив. Она што се збиднува, случува, она што трепери кога сме ние заедно, тоа е љубов која почна од првата средба и која очигледно ќе трае цел живот. Нив, тоа се шарпланинците и меѓу мене, тоа е оној кој им се восхитува и кој мисли дека тие се единствените суштества што се убави без суета, силни без грубост и достоинствени без ароганција и дека ги имат сите човечки доблести без ниједна од нашите мани. 1947 година на Стогово се, да кажам, прави првата фарма за шарпланинци во селото Гари, каде што се чуваат изморедни шарпланинци, работни кучиња. Меѓутоа, увидувајќи ни целиот свет полека, дека оваа раса е единствена во светот што без никаква дресура, без никаква помош од човекот, без никаква команда од човекот, сам учи да биде работно куче, почнува да се извезува низ целиот свет, буквално да се разграбува. И за жал, 50-тите години, тие 2-3 фарми во овчарските задруги што постоја за расата шарпланинец, се растурени од проста причина што човечкото око, немајки, да кажам, усул, ги распродаде шарпланиците низ целиот свет. Мене ми беше задоволство да понешто направам за овој неверојатен пес, кој во секој поединечен примерок значи доживување кое ретко можете да го сретнете со било кое друго живо суштество, особено ретко со луѓето. А еве овој мојот драг пријател Бигор, тој е, како да кажам, концентрат, епитомизација, материализирање или кристализација, нели, на сето она што оваа раса значи. 1939 година за прв пат е регистрирана расата шарпланинец во Светската кинолошка федерација под реден број 41 и прв пат е регистрирана под името Илирски овчар. Зошто е регистрирана под името Илирски овчар? Најверојатно затоа што Фрањо Булц, еден словенец, голем кинолог и љубител на кучиња, 30-тите години ги зима од Македонија, да кажеме, во тоа време најубавите шарпланинци, ги носи во Словенија и од едно куче автохтоно од ареалот на македонските планини прави униформно куче и го регистрира под тогаш името Југословенски овчарски пес шарпланинец. Фамата околу изгледот на кучето, неговите бои и екстериерот владее уште тога, затоа што тој господин Фрањо Буц тоа време, најверојатно бендисувајќи му се само сивите шарпланинци, одбрал тогаш, да кажеме, еден камион сиви шарпланинци, ги однел во Словенија и цело време од 1939 година ја форсира бојата сиво железна на шарпланинецот. Но да се вратиме на стандардот 1939 година што е пропишан за расата шарпланинец, тогаш е регистриран под името Илирски овчар, за да потоа најверојатно припадне географски на Словенија, го прекрстуваат во името Крашки овчар. Гледајќи дека не може да се одвои шарпланинецот од неговата постојбина од Шарпланина, увидува дека и тоа име не му прилега и 1957 година се прави стандард за расата шарпланинец
и се издвојуваат, да кажеме, два вариетета. Крашки овчар, што се регистрира официјално во Светската кинолошка федерација, со матична земја Словенија моментално што е на расата, и шарпланинецот. Крашкиот овчар е се она што ми се чини го е мана дисквалификациона кај шарпланинецот. Има една фама и еден мит околу шарпланинецот. Него делиме шарпланинецот на изворен и на урбан. Расата шарпланинец е една, таа раса што е стандардизирана. Бројот на стандардот на расата е регистриран во Светската кинолошка федерација под број 41. Значи таа раса регистрирана официјално е стара негде околу 70 години. Изворен шарпланинец нема, има расен шарпланинец и ние се водиме исклучиво према стандардот на расата шарпланинец. Сите бои кај расата шарпланинец се дозволени, осим три основни вида на боја што се дисквалификациони мани, тоа е црната боја, чисто црната, чисто белата и чисто црвената. Расова одлика на расата шарпланинец мора да има црна маска и најмалку делот околу очите да биде црн. Висината кај женските единки не е лимитирана горната граница, туку минималната граница мора да е 58 см, додека кај машките единки треба да е минимална височина 64 см. Бојата на очите кај шарпланинецот мора да биде темна, што значи да биде во облик на бадем, округла, и да има темна боја. Светлите очи кај шарпланинецот не се пожелни и тоа е дисквалификациона мана. Ушите треба да му се прилепени на главата, обликот на главата треба да е сферичен, округол, и забалото мора да е потполно и ножичасто. Што значи ножичасто забало? Практично веднаш ќе прикажеме. Мора горната вилица да преклопува долната вилица. И од страна овие мали запчиња што се, тие се викаат премолари P1, мора да ги има. Мора сите 4 заба во двете страни да ги има. Грбната линија мора да е равна, не сме да биде улегната. Во моментот, пошто е она бремена женка, грбната линија е малку по вдлабната, меѓутоа тоа нормално поради тежината што ја стомакот што ја привлекува. Влакната на шарпланинецот мора да има должина на гребенот минимум 10 см. Опашката мора да биде под висината на скочниот зглоб. Скочен зглоб го викаме овој зглоб овде, значи опашката мора да биде минимум должина на скочниот зглоб. Она малку немирно сега, топло е, меѓутоа ќе издржи уште малку. Ај срце. Карактерот е опишан многу пати до сега. Тој треба да е стабилен, како што е на шара. Не треба да се агресивни кога е газдате, стопанот во присуство нивно. Мирни се, што се увери и вашата екипа. Цело време со нив другаруваат. Многу се миролюбиви, меѓутоа, кога нема тука никој, не сме никој да се приближи.
Ова куќа има 3 месеци, на 3 месечна возраст. Ако остане во одгледувачницата, тој ќе се однесува како сите овие единки што се тука во одгледувачницата. Они се створени да живеат тука, да се расплодуваат тука, како што израснало тука, значи после 3,5 месечна возраст. Многу тешко е да се однесе шарпланинец, чувам во одгледувачница, да служи за некоја намена што е спротивна од тоа кај што живеел. Ако се однесе мал шарпланинец на планина да живее со овци, тој ќе живее. Меѓутоа, ако се однесе брут или возрасно куќе во планина на 5 години, тој, верувајте ми, многу тешко ќе живее таму. Значи, прилагодливоста нивна е за секакви услови, за секакви терени. Меѓутоа, до возраст на она социализација што му почнува, а тоа е негде помеѓу 2,5 до 4,5 месечна старост. Значи, шарпланинец се чува во планина, да, меѓутоа се носи мал. Ние сме правили експерименти од одгледувачницата, куќе што не видело никогаш во живот овци, што не видело извор за да научи кај да пие вода. Што и неговите 3-4 наназад предци не биле со овци, сме го однеле во планина, се прилагодило и било главно таму. Значи, чистината на расата, што е документот за... Чистината на расата, а документ за чистината на расата е педигрето на куќето. Говори дека шарпланинецот чистокрвен може да се прилагоди на сите услови, на секаков живот, но само со навремено праќање и живење на местото каде што треба да обстои. Чека сега. Овде се наоѓа исконското нешто што е поврзано со расата шарпланинец, тој зошто служи и зошто обстојува, а тоа се овците пред се. Моментално е негде рано наутро, овците се уште не се пуштени да излезат. Подоцна кој ќе излезат овците на паша, ќе видиме како тој се грижи едноставно стадото да му биде на број, штитејќи го пред се од граблиц. Шарпланинецот никогаш нема да остави било што пред се, стоката, значи овци, крупен добиток, никогаш нема да го остави незаштитен. Значи тој пред се е чувар на стада и на имоти. Може да кажеме начинот и хиерархијата на поставеноста на кучињата кога излегуваат да работат, неоставно да го чуваат стадото на овци што го придружуваат. Пошто се нашиве предели во Македонија ридско-планински, секогаш има некој истурено место, некоја истурена позиција каде што се поставува главниот, да кажам, во хиерархијата. А хиерархијата они се докажуваат едноставно на еден начин, на една краткотрајна борба меѓу нив што е, го почитуваат тоа кој е главен хиерархиски, меѓу нив збориме, главниот што е алфата, значи во стадото, застанува на најистурената позиција и цело време тој гледа стадото кај се движи, кај оди, го брани едноставно било што нешто страно да е да дојде,
Тој во моментот реагира и дава знак на другите, да кажам, војници, и сите во тој момент идат и го брана стадото од грабливци, од зверови и од слични непријатели што сакаат да му направат нешто на стадото. Во соработка со Институтот за сточарство, Ветеринарниот институт и катедрата за сточарство при Универзитетот Свети Кирил и Методи, се соработува и на научно поле околу расата шарпланинец. Во 1987 година, добре некоја година, немаше никакви активности на науката околу расата шарпланинец. Меѓутоа, издадени се до сега неколку научни труда за расата, кои се презентирани на симпозиуми за таа намена. Последниот научен труд што беше организиран 2001 година во Струга од страна на Институтот за сточарство беше симпозиум со меѓународно учество на кој имаше доста пријавени трудови во аспектот на сточарство. Еден труд од одледувачницата кораб што долго време се работеше заедно со работниците што учествуваа во трудот, беше презентиран на тој симпозиум и најде на голем интерес. Насловот на трудот беше некои телесни мерки и параметри кај расата шарпланинец, кај што беа опфатени низа мерки што се правени назад со години во одледувачницата кораб. И понатака, учествувајќи на вакви симпозиуми и вклучувајќи го шарпланинецот во нашите автохтони видови на домашни животни, можам да се пофалам, да кажам, и да ги поздравам луѓето од катедрата за сточарство при Универзитетот Свети Кирил и Методи, под водство на доктор Владимир Џабирски, каде што се одреди ДНК на расата шарпланинец. Многу ми е драго што пратејќи на нас за 3 генерации на кучиња од одледувачницата кораб, се зема крвни проби од 3 генерации наназад, се вклучи науката во одредувањето на ДНК на расата. Тоа, бидејќи шарпланинецот е распространет низ целиот свет, постојано имаме контакти со околу 20 расови клубови во Европа. Веќе тие земаат крвни проби за да одредат и тие ДНК на расата шарпланинец. Одледувачницата кораб до сега има расплодено и одгледано 600 мали шарпланинци. И мора да се каже дека тоа е една бројка импозантна за ова 30 годишно одгледување на расата шарпланинец. Признанијата што се добиваат на кинолошките изложби се едно, меѓутоа признанијата што се добиваат од светски размери ми се чини е многу поголема сатисфакција за се она што го правиме околу расата шарпланинец. Имено 98 година за прв пат во нашата држава се распиша еден конкурс од аспект на заштита на животна средина и културно наследство. Фондацијата Хенри Форд за прв пат распиша конкурс на кој зема учество нашиот наследник, мора да го спомна, на одледувачницата Марко Саовски, кој напише еден проект. Едноставно седна и напише она се што се прави во одледувачницата и што се работи, како ги одледуваме кучињата и како ги враќаме во нивната природна средина во планините. Увидувајќи дека ова е нешто што ретко се случува во светот, стручното жири што мора да го спомнам беше составено од врвни биолози и стручњаци од светски размери и тие одличија наградата Хенри Форд за 98 година за зачувување на природната средина да ја доделат на Марко Саовски на одледувачницата кораб. За таа чест ни го дада ова високо признание, ова е Фалко Пелегрино, символот на Америка, каде што 98 година не напишаа со уставното име Македонија. Последователно на тоа и градот Скопје му додели награда на Марко, 13 ноемвриска награда, што ни е исто драга.
и државата презема грижи за шарпланинецот. Не е само да викаме ништо не се презима околу расата. Почнувајќи од тоа за прв пат дека е ставен на реверсот од основната наша монета денарот. Изданијата на банкноти и ковани пари содржат представи кои вообичаено ги рефлектираат или ги глорифицираат националните обележја или пак културниот идентитет на државите кои ги издаваат преку своите централни банки. По однос на дизајнот на кованиците, еден од нив се разбира македонскиот шарпланинец, кој се наоѓа на апоенот од 1 денар. Овој апоен заедно со останатите е првпат пуштен во оптек во мај 1993 година. Изборот шарпланинецот да биде дел од реверсот на апоенот од 1 денар се разбира не е случаен, бидејќи тој и во реална и во символична смисла на зборот го одсликува дел од македонската препознатливост и представува една значајна природна реткост која неслучајно го нашла своето место на македонската национална валута. Бюрото за филателија во Македонска пошта е задолжено за подготовка и издавање на поштенските марки. Особено важност му посветивме во 1999 година на шарпланинецот како символ на државата и водевме сметка да биде во периодот кога беа превземени активности околу регистрирање на расата во Меѓународната федерација кинолошка. Поштенската марка е важна од аспект што е еден од најдобрите амбасадори во презентирањето на националните вредности и на тој начин се наоѓа во колекциите на филателистите широм светот и тоа е непобитен податок за постоењето и тематиките кои што се обработуваат во филателијата. Секоја година на нашата убавица Шарпланина се одржува Шарпланински куп. На победникот нашата одледувачница постојано му поклонува едно мало шарпланинче. Кога се издвоивме како самостојна држава, нормално, како што се делеа и тенковите и што знам јас там и зградите, мораше да се поделат и регистрираните раси на куќиња. Најголемите копија се кршија и битка и ден денес се води, да кажам, околу расата шарпланинец. Што се случи? Го поделија, едноставно го направија куќе со двојна матичност на расата. Тој се вика шарпланинец, меѓутоа матична земја му е Македонија и Југославија. Кинолошкиот сојуз на Македонија 1996 година оформи една комисија за заштита на расата шарпланинец, чиј председател сум јас. За прв пат таа година организиравме државно првенство за расата шарпланинец. Беа пријавени околу 120 педигрирани куќиња, што е една бројка многу висока за специализирана изложба на куќиња. Од 1996 година до денешен ден, секоја година традиционално се организира државно првенство за шарпланинец. Можам ли јас да придонесам нешто за нивна
afirmacija. Mislim дека нив навистина не им треба афирмација. Мислам дека се тие во тој поглед една од оние ретки точки во овој свет кои смислата ја имаат во себе и ја дават на другите. Но еве, од она моја огромна, да кажам, ентузијастичка посветеност, опчинетост, фасцинираност од ова фантастично, извонредно, ретко суштество, шарпланинецот, делот од моите скромни способности ги вложив и во тоа да им раскажувам на другите, да просто споделам со нив, да ги запознам со тој фантастичен, неверојатен самурај или рицар од Шарпланината. Напишав и јас понешто, напишав неколку фелтони кои одеа по, да речеме, загребски вестници, љубљански, белградски, сараевски, во Македонија особено многу. Потоа напишав неколку статии кои беа објавени во најреномираните светски и европски списанија, да речеме во Чешка, во Швајцарија, во Италија, во Германија, во Молосер магазин, во Франција, во ЖО, во National Geographic исто така имаше една моја статија на тема шарпланици со неколку фотографии, а едно од водечките списанија во Америка посвети цел број на мои сваќања за шарпланинецот, за неговиот стандард и фотографии кои јас ги дадов, така што зафаќа преко 38 страници текст и околу 50 на фотографии. 2002 година повторно не свикаа сите поранешни југословенски републики за да они одлучат чива ќе биде расата шарпланинец. Морам да кажам дека нашата екипа од Кинолошкиот сојуз отиде многу спремна. Ни помогна многу Министерството за надворешни работи, кои цела документација ја испратија до нашата амбасада во Белгија, во Брисел, бидејќи таму е седиштето на Светската кинолошка федерација и нашето Министерство за надворешни работи и нашата амбасада настапи со едно официјално барање како држава да бара расата шарпланинец за македонска. Словенците ни помогнаа многу затоа што тие отсекогаш го викаат шарпланинец, не го викаат шарпланинец. Благодарејќи на тоа што тоа време Југословенскиот кинолошки сојуз бил во Словенија, ја сочувале таа родовна книга и ни ја пратија родовната книга од 1929 до 1939 година. Во таа родовна книга првите регистрирани шарпланинци, што ги однел господин Фрањо Булц, многу убаво си пишува дека се однесени од Македонија. Сите овие документи ги презентиравме на тој состанок што беше во Белград. Малку затечени се најдоа председателот и подпредседателот на Светската кинолошка федерација и требаше дента да ни пресудат, да кажам. Ни двајца луѓе што седат во таа федерација, што најверојатно имаат слух меѓутоа не сакаат да го до крај да го доискажат, малку дипломатски ни кажа дека наредниот ден ќе одлучат на кого ќе припаднат расите, не само шарпланинец. Што се случи наредниот ден, најдо едно дипломатско решение, ни кажа дека одлучили и понатака да биде куќа со двојна матичност. Но нашето спротивставување и прашање зошто е тоа така кога Србија и Црна Гора сегаш на тогаш Југославија се уште беше, нема никакви аргументи, они мислеа дека ако е шарпланинец мора да биде српски, меѓутоа треба некои документи и аргументи да се прикажа за да се бара расата. Нивниот одговор беше дека не сме им докажале доволно дека може да ни го даде шарпланинецот да припадне као наша раса. Светската кинолошка федерација, челниците што седат во таа Светска кинолошка федерација, многу убаво знаат каде е Шарпланин, каде е Скопје, каде е Македонија, затоа што учествувале на изложби во Македонија, биле наши гости, биле во планинските предели кај што живее шарпланинецот, меѓутоа никако не може да пресечете и да кажете дека шарпланинецот е македонски. Не може да го изгубиме шарпланинецот додека постојат нашиве планини, додека постојат одгледувачи као што сум јас, додека го одгледуваме и го враќаме назад во природата. Не може да се случи името шарпланинец, а поготово расата шарпланинец да ни го земе некој што појма нема што е шарпланинец и како треба да се чува и да се одгледува.
Zašto je to toliko ekskluzivan? Zašto je toliko misteriozan? Navistina samo pesot ima ta golemina na dušata, ta megalopsihija, što bi rekao Aristotel, da ne bira za kogo je gotov da se žrtva. Prosto za onoj na kogo mu treba zaštita. Ovoj nosi lekcija, blagorodnost. Kako što rekao ona, kralsko to onego, kralot se odziva, no ne povikuva. Kralot nagraduva, no nagrada ne bara. Kralsko to nas je zaboraveno. Ovoj pesot, šarpaninec, osobeno Bigor mi je raščisti ta rabota. Mu kažu na čovjeku, ako produžiš da reagiraš samo kako biološko suštestvo, stanovaš se posilen i će možeš da uništi se pa i sebe. Shvati da kad treba da počneš da misliš na drugi kako što ja smislam na tebe, kako što ja smislam na svite drugi.